Социјално ранливи категории се категории кои што може да се големи, може да се и многу мали. Но тоа што се мали по број не значи дека се небитни. Ако во Тетово зборевме за една цела популација и пристап до чиста вода и вода, тоа не значи дека е мала популација, тоа е цел град. Немат вода. Ако во Струга зборивме за потребата од попис и образование, планирањето во образование, исто така, тоа е една ранлива категорија која што нема добро образование. Ако во Битола го отворивме прашањето од потребата на попис и лица со посебни потреби, кои апсолутно ги немаме во евиденција, тоа исто кажува дека пописот е најбитна и најрелевантна алатка токму за ранливи групи. Посебно за тие мали ранливи групи, тие мали порции од ранливи групи кои со сите други методи, знаат експертите, да не навлегувам сега, ние ги занемаруваме, разни фокусни групи, разни истражувања, не можеме да стигнеме до нив, не ги знаеме каде се, не ги знаеме какви потреби се. Сега, јас ќе пристапам на цело ова прашање од една друга перспектива, а тоа е развојни политики. Што правиме ние и како државата носи развојни политики и од аспект на правичност. Колку тие развојни политики и колку тие придобивки што ги очекуваме доаѓаат до тие што се најранливи. Ме прашавте кои се ранливи групи и како може да се сето тоа изменаџира без попис. Велам, не може. Искрено збориме за држава во која што 30% од население живеат под прагот на сиромаштија. Тоа не значи дека имаме само 30% ранливи групи. Социјално исклучени групи не се само сиромашни. Имаме социјална исклученост и по разни особи. Сега, прашањето е колку тие политики што ги носиме ние коштат. Рече професорот Беџети дека пописот не коштал 14 милиони евра. Јас искрено не спорам со тоа. Меѓутоа, поставувам едно друго прашање. Рачунам дека коштал многу повеќе. Зошто? Затоа што не сме направиле една проценка како завршиле тие политики, развојни политики и инвестиции. Може би биле погрешни, па не коштало уште повеќе, 28 милиона евра. Ние не знаеме и немањето попис не само што кажува колку сме, туку немањето попис ги ослободува од обврска, отчет и одговорност на тие што носиле политики и ефектите од тие политики. Професор Ременски исто кажа една работа и ја третираше малку една, по мене, најманипулирана група на граѓани, исто социјално исклучени, а тоа се пензионерите. Пензионерите, и ќе зборам тука за Скопскиот регион, пошто нели малку начнавме и регионален развој. Скопскиот регион и пензионерите во Скопскиот регион се третирани во еден многу битен документ кој што е наречен Национална стратегија за стари лица 2010-2020. Јас поставувам прашање колку е релевантен овој документ, бидејќи се заснова на резултатите од пописот 2002. Може би е релевантен, не спорам, затоа што како стратегија дава некои основи, рамка. А понатак, како ќе се имплементира со тие акциони планови, тогаш поставувам прашање. Да речеме врз основа на што оваа национална стратегија на стари лица ќе се реализира за 2014 година. Кои активности и кои проекти ќе се спроведат? Врз основа на кои податоци?